Драги гледачи, здраво! Денеска се нафаќаме у една касарна на нашата македонска армија и денеска денот ќе го побидеме овде за да видиме како они тактички се спремат за одбрана и управо затоа ќе поразговараме со дежурниот официр кој што води оваа вежба. Во овој момент тука се одвива здружено тактичката показна вежба Кобасица у одбрана. Подетални и пошироки информации за сето тоа ќе ви даде војникот помлад старешин од мојата десна страна. Младжи црномања сводник Тошо Малерот. Оди! Па видите, ние овде сме се у заседа моментално. Тамо се печат кобасици. Тие кобасици се за непријателот, меѓутоа непријателот не се најави, па не знаевме колку да земеме. Земавме само 3 кила. И они кои ќе дојдат после, овие како што се печат, они доаѓаат и ние цак ќе ги фатиме. Ќе ги направиме лом. Зема кромит? Да. Те видоа? Не. Многу добро. Се за кобасица. Ете, драги гледачи, тоа беше првиот дел од овдека и од тука ние ќе се преселиме на некој друг полигон. Сега ние се нафаќаме на друг полигон каде што има друга активност, така да речен културен живот. Па, културно-забавните активности се они омилените активности на нашата млада армија и нивната војска. Сега ќе проследиме дел од тоа. Војничиња збор! Танго! Еден бакнеш, песни рој, еден поглед, безброј сни, главата на рамо, минаха години, без да те забравам. Слободно! Пајдушко! Оптан, топтан, кисело млеко, оптан, топтан, шарени падувки, оптан, топтан, кисело млеко, оптан, топтан, шарени падувки. Збор! Слободно! Перо наш големаш, перо наш големаш, фатил глупце, хаопаш. Сутечи по све, ова е најомилениот дел од sastavната вежба на нашата војска. Па, тако речи, тоа е навистина најомилениот дел, ние секој ден го упражняваме и војската е многу задоволна. Благодарам. Со други информации од друг полигон. Се нафаќаме пред крај на денот на посета на нашата армија и сега ние ќе поразговараме со официрот за најопасната вежба. Па сега се налазиме на часот за антиснайперска заштита и јас само што им кажав на војниците дека најважна работа е војникот да се клати за да може да го заебава снайперистот и дека во никој случај не смее прстот да биде во нос, бидејќи ако снайперистот гаѓа во прстот, војникот може да биде уништен. И сега е моментот оној најинтересантниот кога покажуваме како се избегнува снайперската ватра и ве молам да се склоните малку. Да, и јас сега ќе се иставам, ќе го оставиме официрот на цедило. Може!